Šimšir Porti, Kutja, cel svet bratski mi je. I ako ne umram doma, tukaj što sti pištat, borba iskri kaj što vrštat, това зарече на душата. Fati me za raka, izvedi me, povedi me so tebe, kon mugrite na denot.
Sistem ја восприема оваа голема продукција како лективно издание. И постојано ползувана на електронската страница на нашата библиотека, а со тоа преку библиотечното електронско поврзување и во сите ефектите од овој вид современо електронско пласирање на книгите се повеќе одделот за дигитализација при библиотеката Браќа Милодиновци. Би сакал да е мал знак дека сме направили донација. Такво слично место, таков еден ред од каде што се раѓа сонцето. Не верувам. Сепак, во почетокот ќе спомнам само толку. 1000 пати, милион пати, неброено били осладки соништа, проклет да бидам, тоа беше гласот на големата вода. Покнување некакво работење или нешто слично. Коските ни трепереа во страх. Почитуваните домаќини, ги поздравувам драгите Велиша на вистината. По тој повод поканивме драги и угледни гости, почитуваниот господин Стефан Бахарбицов. Имаме чест за одедната катедра, ќе се извисни за тоа прашање. И Иван Антоновски, исто така повеста на Академијата за католската инженерска класија, имења важни и следно. Значи, почитувани рацинолюбци, најблискавата фигура на современата македонска поезија и литературната мисла, во сета раскош и преку сите своеви се подава кон концептот на вистината. И по својата стара, но и по својата душа. Во секој здив поезијот е таа длабоко вградена, во секој атом поезија, во стилскиот репертуар, во стилната поетика. Поетологијата на рациnologијата секогаш мораше, но и ќе мора да работи со најсофистицирани алатки и методи, ако сака. Како треба да се роди најстрогата македонска песна, но не само песна, туку и проза, публицист, чист идеал. Еве мојата крв, но и мојот ракопис со крв. Оти душата ми крвари за мојата раци ни преводната уметност. Уметноста на преводот како идеал на чиста вистина. Но како средба Рацинова во Рацинова. Рацин како раскошен полиграф, кој умее да ги оркестрира и хармонизира енергиите на неколкумина автори во него. На револуцијата. Да се посегне по филозофијата на нештото, значи да се покрене и одговори на прашањето. Зошто? Врвот на најдрагоцените Рацинови придобивки. Рацин и народната родовна традиција во творештвото е голема, вредност на подвигот на
Миша Полдров. Да заврнеш, да те спие земјата, да те живее земјата, да живееш во неа, како дом во воздухот и меѓу воздухот. Не дојдов навреме. Ме сопре еден глас. Не те најдов во ниједна боја. Те нема. Не стигнав за тебе. Не дојде за нас. Задоцни денот и под него. Стојам само за тебе и те гледам само ти. Секогаш само мој. Секогаш како илјада солзи, како илјада изгорени жени, сами жени. Денес е овде. Денес е за секогаш. Изгорете илјада свети, како илјада изгорени мајки, како илјада болки.
Полјутичко, пуна регината. Гледаш ли да му поје? Моли само пушачите, басите, кире, расидите. Еки за Рацин, патува мислата, не враќа во времето, ту назад, со Рациновото срце ја љубиме. Ние, неговите следбеници, тие, нашите наследници. Ей, добро е. Нема. Точно. Додека го вкрстувате погледот што низ бронзата ни порачува дека тој е тука и дека нас не има пред него и со него. Слушнете што ќе ни порача писателот Панде Манойлов во својата беседа за Рацин. Се кати ноќта црна, се рути карпа мрак, и петли в село пеат и зора се зори, над карпа крв се мие и темнина пие, силно светнал ден. Силно светнал ден, по ноќта ден. Ден светол, почитувани, да го имаме тоа што со векови смо го немале, с подвижна мисла не баре буица бликната заедно со топлата црвена крв на нашиот, македонскиот, белешкиот Коста Солев Рацин, поет со раскошна дарба и голем зналец на патилата на својот народ. Тоа е жива и животородна врска, она личност на нашата понова историја во која најсугестивно се изрази континуираноста во дух. Според Раде Силјан, тој беше и предодреден да стане и народен трибун и звезда водителка на нашата поетска мисла. Со појавата на неговата бели мугри блесна спојот на традиција, пат, недоот, поет да се навраќа на непросушниот извор на народниот бит и него уметнички да го надоградува до бескрајни. Песните од оваа стихозбирка се песни визии извлечени од бездната на страдалното. Слобода или смрт, живот, робови или тирани, луѓе, светци или убијци. Слобода или смрт. Колку празни гробови се наполнија. Нашите деца, нивните деца, многу деца.